Лина Ѓорческа во 2025 година играше на 25 турнири, а во 5 стигна и до финалните дуели. Сите поени собрани на овие турнири на неа и овозможуваат во 2026 година да почне со настапи таму каде што сака секој тенисер, на еден од 4 Гранд Слем турнири, во овој случај Австралија Опен. 2025 може да кажем дека е успешна затоа што целата таа ми донела Гранд Слем почеток на година од 2026. Почетокот на годината не беше нешто најдобар, али од пола па до крајот мислам дека беше совршена. Мислам дека имам 6 финалиња, од кои 2 или 3 освоени турнири, така да сето тоа ми е успешно за да 2026 почнам на најдобар можен начин. Во кој од овие финалиња или од турнири беше, да речем, најголем предизвик или беше нешто впечатливо што ти остави спомен, да речем? Па сите тие финалиња беа едно по друго. Играв, мислам дека 3 поред, што се игра секој ден. Од тенисот играм од понеделник до недела секој ден и 3 недели поред. И сите тие финалиња и освоени турнири ми донесоа многу поени за 2026 да можам да почнам на Гранд Слем, али најтешко да кажеме турнирот во Романија што го освоив, затоа што имав мала повреда, меѓутоа некако се снајдов. Како би ги сумирала бројките во смисло на одиграни надпревари, победи, финалиња и така? Па сега не знам точно, али мислам дека околу 25 турнира имам оваа година одиграно, тоа се 25 недели по турнири надвор од Македонија. Така. Турнирите имаат една ознака со бројка која што значува награден фонд. Па да објасниме малку за јавноста што значи тој фонд, дали е тоа за победникот или за целиот купен фонд на турнирот и за сите играчи фактички. Да, турнирите се класифицираат според наградниот фонд, меѓутоа тоа значи колку поена добиваш на турнирот. Меѓутоа, например, ако е наградниот фонд од $100,000, тоа се дели на сите играчи по заслуга и кој место го освоил, а според тоа исто и толку поени добива. Како помина, како се одвиваше цела оваа година со оглед на тоа дека мораше многу да патуваш, а ние како држава не можеме туку така да бидеме во Европска унија, имаме право на 90 дена колку што знам, во 6 месеци. Како го надмина тој предизвик, да речем? Па за жал мора да внимаваш цело време колку дена си во Европска унија, колку не си, па доколку си негде на граница треба да бараш турнири што се надвор од Европа. Например, на почеток на оваа година бев во Тунис 3 недели, па исто така во Турција, некои такви држави, колку си веќе тие 90 дена ги исполнуваш, бараш турнири кај што се надвор од ЕУ. Ти си најдобро пласирана македонка на светската ранг листа и со самото тоа имаш една успешна приказна. Која е твојата порака за младите кои што сега почнуваат да се бават со спорт или сакаат или го сакаат тенисот? На кој начин да се успее да се биде успешен во овој спорт? Искрено, моја порака до младите би дала порака до сите оние кои се надлежни за спортот и за тенисот, значи федерација и држава, затоа што мислам дека тенисот е од година во година се полош и полош. Мислам дека Лина когато веќе се откаже од тенис и после тоа Македонија нема да има ни еден професионален тенисер, што е стварно жално и поразително за една држава, така да ја би сакала ако може некако да се вложи повеќе во тенисот, па со самото тоа има школи и играчи мора од почеток да се почне да се створи играч. Значи основа треба некоја. Да, мислам дека најголем проблем е во тоа што нема услови, да кажем.